Зелен сервис за детектирање и решавање на еколошките проблеми со кои се соочуваат граѓаните. Телото започна да функционира пред 1 месец. Денес беа презентирани дел од случувањата за кои граѓаните побарале да бидат превземени соодветни мерки. На јавната расправа за промена на деталниот урбанистички план се планира сечење на зелениот појас кој што сега постои пред топилницата. Добар дел со цел да се гради мали и средни предпријатија, зашто ние реагиравме до надлежните министерства и до општина Велес, при тоа што сметаме дека на така контаминирана почва, која што се наоѓа во непосредна близина на топилницата, не би требало да се гради ништо додека не се изврши деконтаминација на истата. Добивме експресно информирање од страна на Министерството за животна средина и информации од Министерството за просторно и за транспорт и врски. Меѓутоа се уште чекаме став од општина Велес и после 1 месец немаме добиен официјален став. Имаше и други пријавени проблеми како одлагање на неправилно награден шут, сечење на родови дрвца во населбата Отовица и слични проблеми. Во зелениот сервис се вклучени неколку невладини организации од регионот. Ова тело ги прима пријавите од граѓаните пошто им помага тие лично да го пријават проблемот кај надлежните. Доколку тоа не се случи, постапката ја превзема зелениот сервис се до целосното решавање на проблемите. Може и последните пријавени проблеми беа проблеми поврзани со работната атмосфера во фабрика во Централна Македонија, каде што работат поголем број на велешани. Поголем број на работници се јавија во зелениот сервис за граѓаните, жалејќи се на тегоби во смисла на тахикарди и гушење, несвестици, поради што побаравме надзор, односно инспекција од Министерството за животна средина за емисиите во и надвор од фабриката. Добивме информација дека во блиски днина ќе биде извршена инспекција во самата фабрика и дека ќе добиеме информации за направениот увид. Во однос на досега пријавените проблеми, Коцич вели дека надлежните министерства веќе одговориле, но зелениот сервис ќе ја следи состојбата, дали во законски предвидениот рок ќе биде постапено по истите.